Ноември е месец за заштита на машкото здравје. За таа цел група млади мажи од Австралија ја започнале иницијативата Моември, на која пуштаат мустаки со цел да ја подигнат свеста за ракот на простатата кај мажите, но и да собираат средства за истражување и лекување не само за оваа болест, туку и за рак на тестиси и ментално здравје. Оваа иницијатива за прв пат е спроведена во 2003 година и за многу кратко време станува глобална. Денес мажите ширум светот учествуваат во оваа акција која ги поттикна повеќе да се грижат за своето здравје. Според доктор Горан Јовик, хирург-уролог, оваа иницијатива придонесе мажите почесто да посетуваат уролог и да се консултираат за своето здравје. Во последните години, поготово кога почна она акција во ноември месец, мувембар, кога сите мажи нели пуштаат бркови и така, се подигна малку само свеста кај луѓето за поста на уролог. Фактички оваа акција и сето ова потекна баш поради тоа да мажите почнуваат редовно да посетуваат уролог. Според доктор Јовик, мажите треба да почнат да посетуваат уролог над 40-та година, а оваа граница денес е намалена од 50 на 40 години поради начинот на живот. Главниот виновник за бенигното зголемување на простатната жлезда е хормонот тестостерон. Според него, причините за добивање рак на простатата се непознати, но во денешно време, доколку се открие навреме, може целосно да се излечи. Тоа и се поттикне во последниве години да и бројката на мажите кои дошле на лекар е зголемена во процент да кај оние мажи кај кои доаѓаат на лекар практично без симптоми. Значи едноставно доаѓа на лекар, се обраќа со она да докторе, мене не ми е ништо, немам никакви симптоми, чисто сакам едноставно само рутински преглед. За тоа колку се грижат за нивното здравје и дали често посетуваат уролог, прашавме неколку мажи од Струмица. Дали знаете дека постои иницијатива наречена Мовембер, на која мажите пуштаат мустаки со цел да ја потикнат свеста за рак на простата кај мажите? Тука имам нешто начуен, само недоволно информиран. А што мислите за оваа иницијатива? Дали е добро? Да, во секој случај ја поддржувам. Значи, добро е се што е во врска со здравјето да потекнуваат иницијативи од било кој и на било кој начин да се потекнуваат иницијативи, да можат да и мажи и жени сите да може да се здравјето да може да се го превенират. А дали вие сте посетувале уролог да се консултирате еве за вашето здравје? Да. Редовно си правам контроли, значи, уролог, интернисти се. Така. Дали би препорачали и на другите мажи? Секако. Секако нека се најде модус или форми за на некои граѓани што се од сите, од секој ранг што се вика, значи да можат бесплатно, најдобро би било бесплатно да бидат контролите, да можат да се ги извршат. Секој заинтересиран граѓанин, без разлика, значи машко или женско, значи битно е тоа да им се овозможи на граѓаните, на тој начин би постигнале поголем ефект. Значи самата иницијатива ќе се добие публицитет на некој начин и здравјето секако ќе се биде редовно проверувано и така. Ноември е месец на машкото здравје. Не знам, не ме јасно. Не сум баш чујал, баш ноември месец да. Дали вие редовно се грижите за вашето здравје, дали посетувате уролог? Да, посетувам. А дали знаете дека постои иницијатива младите мажи пуштаат мустаки со цел да потекнат свеста за рак на простатата кај мажите сега во ноември? Не знам за тоа. А што мислите за оваа иницијатива? Дали е добро да се подигне свеста за рак на простатата кај мажите? Свеста треба да се подигне, точно. Ние од 50 години нагоре веќе пиеме пчина, вечер се бајле и треба. А дали вие би им препорачале на мажите да редовно да прават контроли за да се грижат за нивното здравје? Порачувам на сите мажи од 55 години нагоре редовно контрола. Јас секој 6 месеци кај уролог. Јас сега на 16 имам закажено пак, обавезно.
Иницијативата Моември по петти пат ќе се одржи во Македонија, на која мажите ќе добијат бесплатни прегледи. Според доктор Јовик, редовниот уролошки преглед може да значи многу за здравјето на мажите.